Пакистан не дочекува накитен како за Нова година. Празник е, се слави ден на знамето. Еуфорија во воздухот. Пан, нан и чикен тика. Наргиле и жива екзотика, што би рекол Малнар. Атмосфера која совршено ни прилега и нам, како за пред голем ден. Некогаш племенската земја Пакистан, денес Исламска република Пакистан, широко ги отвара портите за нас. Странци, туристи, патувачи низ времето или мисионери, во мигов е сосема се едно. Ние сме тука, а колку сме подолго во Пакистан, се повеќе го имаме впечатокот дека се движиме помеѓу почитувачи на Александар Македонски, што е доволно да се почувствуваме добредојдени. Секој пакистанец знае дека Александар во Пакистан изградил 17 Александрии и Карачи е Александрија, и тоа последната. Кој би рекол дека со пакистанците ќе најдеме толку силна точка на поврзување. Се е подготвено за последната етапа од нашето патување. Крајниот североисток на Пакистан до границата со Тибет. Таму каде што се допираат трите најголеми планини на светов. Каракорум, Хималаи и Хиндокуш. Зошто таму, според нашите сознанија, се уште обстојуваат луѓе кои за себе велат дека се потомци на Александар Македонски. И тоа го велат цели 23 века. Тргнати сме во земјата на хунзите, а кај нив можеш да стигнеш само ако си тргнал кај нив. Стигаме кај нив преку Каракорум. Возејќи по ова чудо во историјата на патиштата ми станува јасно зошто хунзите останале изолирани сите овие векови наназад, скриени во своето Хималајско царство од остатокот на светов. Овој пат е пуштен во употреба 1978. Се дотогаш, до земјата на хунзите, можело да се стигне само со каравани преку азиските планини. Јасно ми е и зошто и во овој високо развиен технолошко-информатички 21 век, во кој светот треба да биде само едно глобално село, ова село го нема. Од најславните македонски времиња има една приказна за Александар, поврзана токму со една ваква река, можеби токму ова, која јас ја прочитав кај Квинт Куртиеров. Тој вели вака, патувајќи низ Персија, на подножјето на Хималаите, а тоа е токму овдека, затоа велам дека можеби токму оваа е таа иста река, Александар, јавајќи цел ден на оваа жештина, добил желба да се избаѓа, да се искапе, што би рекле ние. Меѓутоа, можете да претпоставите колку е оваа вода ладна. И што вели нашиот народ, го престекла, додел грозница. Бил голем неколку дена, додел висока температура и го повикал кај себе Филип, еден од најпознатите македонски лекари што го придружувале во тоа време. Александар од него побарал лек што ќе делува брзо и ефикасно, зашто го очекувале големи и тешки битки. Во исто време добил писмо од Македонија, од Парменион, во кое тој го предупредува да внимава и да не му го доверува здравјето на Филипа, зашто тој е подкупен од Дареј со 10.000 таленти, да го отруе. Писмото предизвикало големо неспокојство во душата на Александар и Кришум проценувал за што да се определи, за стравот или за надежта. Да се посомневам ли во верноста на лекарот, да попуштам ли и да бидам погубен во шаторот. Сепак подобро е да умрам од туѓ злостор, одошто од страв. Додека вака размислувал, Филип го подготвил лекот и му го донесол да го испие. Александар го испил лекот, а дури потоа му го покажал писмото. Иако го примив ова писмо, јас го испив она што ми го даде. Верувам дека сега и ти си исто толку загрижен за твојот живот, колку јас за моето здравје.
Александар во овие краишта поминал цела зима, 326-327 пред нашата ера, освојувајќи ги овие племиња околу Каракорум и Хиндукуш, негде со Арно, негде со сила. Руф вели: останала непокорена една стена која изгледала непристапна и неосвоива, ама во душата го обзела желба да ја совлада природата или македонски инает, кој знае. Па рекол: секој од својот одред нека ми доведе 300 најпргави момчиња кои во нашата татковина се свикнати да тераат стада по планинските патеки и непроодните стени. Веднаш се собрале момци македонци планинци кои се одликувале со леснотија на телата и со духовен жар. Ги погледнал и им рекол: момци мои и врсници, со вас совладував утврдување на градови кои пред тоа биле непобедиви. Поминав планински сртови покриени со вечен снег. Јас ви дадов пример, но ги видов и вашите подвизи. Стената што ја гледате има само еден приод. Него варварите го обсадиле, на ништо друго не внимаваат. Природата не создала ништо толку високо каде што храброста не може да се искачи. Испитувајќи го она за кое другите немаа ни надеж, ние ја подчинивме под наша власт Азија. Искачете се на врвот, а кога ќе го заземете, ќе ми дадете знак со бели платна. Се разбира, многу брзо неосвоивата стена станала за секогаш освоена стена. Информациите за хунзите се вистинска реткост од една едноставна причина. Биле ретки и посетителите. Многу малку луѓе знаеле за нив, а уште помалку успеале да стигнат до нив. Погледнете ги овие месечеви предели и се ви станува јасно. Ова е тоа. Ова е крајот на светот. До овде стигнала македонската фаланга со македонското сонце, на штитовите и во душата. Ние сме уште на Каракорум Роуд. Просечна брзина на движење на нашиот джип 25 км на час. Возиме веќе 19 часа. Не фаќа ноќ, околу нас исчезнуваат сите траги на цивилизиран свет. Се будам во земјата на хунзите. Слики, форми и бои за кои сум мислела дека може да бидат плод само на уметничка имагинација. Состојба на духот која отпосле ја дефинирав како церебрална екстаза. Уникатноста на таа емоција на ова место може да биде доблест само на оние што ја спознале длабоко македонската димензија во себе, па имаат личен критериум за убавина, генерацијски пренесуван, ако си пород Македон. Тогаш тоа е вонвременска македонска убавина. Земјата на хунзите, последната хималајска оаза која не им дозволува на колосите да се допрат, всушност е последната точка на исток по стариот пат на свилата, крајната источна граница на древното Македонско царство или крајот на светот, онаков каков што го разбирал Александар. Овие луѓе велат дека се негови потомци. Познато е дека Александар, низ своите освојувања, на сите стратешки места оставал 4 војници, командант и благајник, задолжително македонци. Постратешко место од ова, здравје. Хунзите до неодамна верувале во своите антички богови. Исламот го прифатиле само пред 50 на години. Следбеници се на Ага Кан, најлибералната струја во муслиманскиот свет, карактеристична пред се поеднаквоста на мажот и жената. 95% од хунзите се писмени.
Повеќето од нив зборуваат англиски, во опкружување на народи со огромен процент на неписменост. Заради тоа и заради некои други нешта кои може да бидат резултат само на некаква длабока генетска порака, хунзите не само што не се племе, како што обично ги нарекуваат, туку се релативно модерна цивилизација во дефинитивно заостанат регион. Во некои написи од 40-тите, хунзите се спомнуваат како долговечни луѓе кои никогаш не се разболуваат. Тие својата виталност ја должат на фактот што научиле да живеат со природата и да се вклопат во неа. Сами во својот микрокосмос, во симбиоза со Хималаите. Од отварањето на Каракорум Роуд тие се отворени и за светот. Долината на хунзите станува место на можности. Атракција за освојувачите на врвови или последна станица кон Тибет. Новиот свет полека, но сигурно навлегува во земјата на хунзите или во последното изгубено царство на Хималаите. Еден човек во земјата на хунзите ми кажа реченица што ме наежи. Замислија, рече, големината на Александар, што му успева да не поврзе и после 23 века овде на крајот на светот. Ви станува јасно дека вистината никогаш не може да се изгуби низ маглите на историјата. Доволна е само иницијација и еден цел процес несопирливо започнува. Се она што 23 века било длабоко замрзнато во ледениот брег на колективната македонска меморија, излегува како сознание, како доживеана визија или како свест за себе. Процесот што започна, некои го нарекоа македонизам. Тој кај хунзите никогаш не престанал. Прошетката низ Каремабад, или Балтит, како што се викаше до неодамна главниот град на хунзите, наликува на прошетка по мијачките места, или можеби на калдрмите низ Крушево, или Вевчани. Дуќанчиња исти како во Охридската чаршија. Вес идентичен на овој имам купено на пазарот во Струга. Веројатно сите овие препознатливи асоциации ме прават да се чувствувам како дома. Ова е тврдината Балтит. Некогаш тврдина за кралевите на хунзите, денес музеј. Културолошко-антрополошките анализи на овие градби ќе оставам да ги направат архитектите, затоа колку битието на еден народ се рефлектира во архитектурата. Мене оваа градба ми личи на македонски манастир. Го пропатувавме Пакистан од крајниот југ до крајниот север, навистина не видовме слична архитектура. Првата комуникација со нашите далечни роднини звучеше вака. Italian. No, Macedonian. Macedonian? Yes. You know where is We Macedonia? are the same? Yes. We are very same. Relatives. Yeah. So she looks like many women here. Yes. Roots. It's unique. It's very unique. How do you say this arm? This shaka. Yeah. One thing I have
personally learned because I'm working here for one of the ancient monument and cultural I'm deeply involved in cultural activities of this region. So this is a natural thing. Whenever we meet a Macedonian person, today's scenario, an inner good feeling coming out, and unique, you feel happiness. So that sounds, there are indeed deep connection with the Macedonians. Our genes tells us your relatives are here around. So this is one thing, and then the people of Hunza are very proud to say that their descendant were the Macedonians, and this I have remembered from our old eldest people. They often tell the stories to their younger children that you are the descendants of the Alexander the Great Macedonia. So that has been inherited in the hearts of the people. So, One thing I want to say hello to the people of the Macedonians, our ancient root, and please I want to convey our warm feeling to the people of Macedonians, and this message of my heartfelt warm feelings take into the Macedonia and may kindly be aired and to reach to each and every person of the Macedonians. Well, actually, although historically the people of Hunza received a lot of inputs from different cultures, from different people, yes. but at the same time we believe that still we have been able to maintain our own unique identity. We have a lot of pride in this, our language, Brushaski, Yes. and therefore we would go miles and miles to Yes. preserve and maintain our historic heritage. Yes. Македонскиот лингвист доктор Илија Чашуле, професор на Универзитетот Меквори во Сиднеј, после 12 годишни научни истражувања и престој кај хунзите, има цврсти докази за тесна врска помеѓу бурушаскиот и старомакедонскиот, тоест бригискиот. Некои бригиски зборови се и до ден денес зачувани во современиот македонски јазик. Тоа се зборовите бара, вади, врне, турне, гази, брка, се вика и така натаму и така натаму. Бурушаскиот звучи вака. Sil minua, şapik şiba, çay minua, bayu miba ve şeker miba çay. İticar asuk bayu miba, şeker miba kicida ite goreça. Amulum dokova, mathanum dokova, asirum dokova, İticar aso. Menaba un jar aso. İte tumda unar gor jagabar jeçam un jar aso ko thoran. Amula nichamu mathan bilaha. Jipulu nicha be piadal nicha amula nicha itajar aso. Yeah, in fact, I met our good friend Ilya, but for a brief time. However, I also read his draft paper, Yes. which he researched, trying to establishing a link, historical link between the language of Macedonia and the Brushaski. Yep. We have been, a lot of people are telling us, particularly the Britishers who did a lot of research here. Yes. They are saying that look, I mean, this is a language which is very isolated, which has Nobody no roots, in the world you know, speaks. Yes. and which has no roots. That really worries me. If I don't have a roots, what am I going to do? Yes, I yes, need yes. a roots in order to Yes. prove my identity. So I think because of age, we have been listening from our parents and grandparents that this area was first populated by the soldiers of the Alexander the Great, who for various reasons left behind, and then later on they settled over here, and that he or maybe or other people after him or those who are interested in this area may able to establish a fact that the Brushaski, this came from Macedonia. Хунзите се дел од Пакистан од 1974 година.
До тогаш тие живееле во своја држава со свој крал, кој ја има титулата Мир. Кралот на хунзите се вика Разан Вархан. Мир беше отсутен за време на нашиот престој таму, а нас не пречека неговата сопруга, кралицата на хунзите, Рани Атика. Let me tell you firstly that Parda was never here in Hunza. Women were never veiled. And the respect for women and respect for each other, it was always there. And during the time of when there was, the Mir was there, all powerful, and because they are princely states, Hunza is one of the princely states. And it was taken over by, in 1974 and merged with the administration of the northern areas. So we always had a very distinct culture here. You see, what we have really excelled is in the field of education. And education, it's almost touching 100% in Hunza. And it's both for the female and male. Кралицата на хунзите изрази надеж дека ние допрва ќе соработуваме и ќе разменуваме идеи, проекти и визии. Првиот контакт е прв зашто треба да има и следен, вели таа. When you go back home, please, my best wishes to them and tell them there is a world open with no crime. Yes. And no violence, nothing. They can come, they can enjoy the nature, God, everything here. Yes. Thank you so much. Последната вечер во земјата на хунзите, нашите домаќини не испратија како што е редот, со зурли и тапани.
За да стигнете од кај хунзите до кај калашите, ви требаат уште 18 часа возење. Назад до Гилгит, преку Каракорум, па по Хиндукуш се до границата со Афганистан. Треба да се поминат многу планини по пат што повеќе личи на патека, некаде треба да чекате со часови и да најдете начин како да се разминете. А некаде едноставно морате да платите, ако сакате понатаму. На некои места, од глечерите и недојдените води од Хиндукуш, и патеката станала река, и тогаш патувањето ви станува камел трофи по Хималаите. Само што нашиот трофеј на ова патешествие ќе бидат калашите. Одвај 3-4 илјади луѓе во 3 села скриени во пазувите на Хиндукуш. И тие, како и хунзите, за себе тврдат дека се директни потомци на Александар. И после сите лоши патишта, фасцинантни гледки, долги процедури за добивање специјални дозволи за влез кај калашите, полициски евидентирања барем 10 пати додека траеше патувањето, ќе ви се случи еден од оние мигови во кои времето застанува. Како момент од претходниот живот, како македонско дежаву, некакви лични визии за чинот на допирање со личната суштина. На еден мост како Бошков мост, по една река како Гарска, по еден пат како низ јама, вртиш лево за Бамбурет. Едно од 3 села во долината на Калашите. По кои критериуми да ги судиш луѓето кои немаат врска со нашите мерила на вредности? Луѓе кои нигде не брзаат, не се оптеретени со стекнување материјални вредности, туку живеат како што ќе им додели судбината. 21 век, светот врие, завршува еден круг, почнува нов. Цивилизираните луѓе од западните цивилизации вибрираат во ритмот на високотехнолошкиот 21 век под чудната, скриена меѓу редови претпоставка дека повеќе живот зависи од повеќе пари. А пред тебе се луѓе за кои тоа не важи. Те дочекуваат како да те познаваат цел живот. Се случува спонтана интеракција после која чувствуваш дека душата ти ја дале, но истовремено ја имаат и твојата, комплетно и апсолутно. Ако некаде на светот позитивните вселенски вибрирања сочувале една група луѓе, недопрени, неконтаминирани, скриени и изолирани од цивилизацијските придобивки, тоа се овие луѓе, со друг концепт за времето. За калашите не постои научна студија. Ниеден етнолог досега не ги дефинирал и не успеал да објасни како овој народ создал толку специфична култура, фолклор, носи, обичај, религија, јазик, кои немаат никаква врска со ниедна од поновите култури, а особено не со културата во околните региони.
Гледате што сакам да ви кажам? Едноставно македонски вас против фактите не можеш ништо. Ја прашувам Миркана колку години има. Навистина не знам, ми вели таа. По сокачињата низ Бамбурет шетаат најграциозните жени во овој дел од светот. Секој ден се вака накитени, нашминкани, свечено облечени, секоја за себе хималајска царица со својата круна на главата, која ја викаат куп и без која не излегуваат од дома. И имињата им се специфични, убави и звучни. Жените се викаат Арена, Асна или Аврули Миркана, како нашава пријателка. Типични машки имиња се Катамир, Утамир, Мирјан, Самор или Арор, како што го викаат богот на сонцето. Ова е место каде што жената високо се респектира. Па ниједна од калашките жени не се омажила без љубов во така наречен договорен брак, што е вообичаен за регионов и за исламскиот свет. Калашката традиција на жената ја дава потполна слобода, се додека не стапи во брак, таа може да ги избира и именува своите партнери, без притоа да најде на осуда од заедницата. А бога ми, откако ќе стапи во брак, таа не трпи малтретирање, како секоја права македонка. Is she married? Ja, yazdı. Yes. Can. So, how many children you have? Чего сати кимон? Four. Four. 4 children. Do choose one. Two daughters. Do daughter. You Kalash people don't have arranged marriages, I have heard. Is it true? Yeah, of course. So I will ask her, did she love her husband before marriage? Eu modo que tu tens beru, hoje tá tu já cai aqui. Yes. you love Yes. him. Yes. Huh? Yes. You love him still? Ah. Huh? Калашите овде ги викаат кафири, што значи неверници. Имаат уникатна и автентична религија, веруваат во духови и самовили и во 12 богови. Врвниот бог Имра, па потоа Мони, Гиш, Багист, Аром, Санру, Сатарам и други. И нивните храмови се мистични и чудни. Внатре тие палат ритуални огнови, принесуваат жртви на духовите и на боговите. Чудни се нивните обичаи, танцуваат и пеат и на веселби и на погреби, бидејќи исто ги почитуваат и животот и смртта. За нив умирањето е само поминување од светот на живите во задгробниот свет. Затоа калашите и живеат со своите мртви и нивните гробови се отворени, за да можат да комуницираат со нив. 40 дена по смртта палат свеќа на гробот на мртвиот. А ако бил добар човек, до гробот стои еден од нивните тотеми. Велат дека калашите имаат церемонија за влегување во подземниот свет, за повторно да ја видат земјата од која што дошле. Досега на таа церемонија никогаш не викнале ни еден турист. Од 40 калашки села. Горе споменатите обичаи можете да ги видите само уште во 3 села – Бамбурет, Бирир и Румбур. Другите се потполно исламизирани. Во Бамбурет на сред село ја забележавме и оваа незавршена градба. Тоа треба да биде грчки културен центар, резултат на 10-годишен труд на грчки мисионери по калашките села. So hello, I'm from Kalash Valley. So hello to Macedonian people. I'm same family from Macedonians. We have different explanations, but I think in my research, so when Alexander came in this area, so he divided his army in two parts. The Alexander the Great, he came by Khyber Pass, not by this valley. So he's one of the journal. He took the army, the second part of army, and he came from this way, Lawari Pass. So here is the Kalashian people, we call Kalashian people. So they're also from Macedonian. So how they live here, how they start to live here.
So that is a very important question. So at that time, so it is a very long way from Macedonia to here. It took 8 years. So some people are sick, some people have an injury. So who have an injury, who have a sickness, so in our explanation, they start to live here. They cannot go with the Alexander the Great, so they stop the Alexander the Great and they start to live here in this valley. So they are still like that time, you know, their culture, their tradition. It's same like that about 326 BC. So people said they are same like that time, living like that time. But Kalashian and the Hunza people, they are totally different from the part of Pakistan. You know, the language, history, and culture is totally, living life is totally different. So they are not from here. Hunza people and the Kalashian people, they are of course from Macedonia. Actually, just I know, you know, we are from Macedonia in Hunza. The history, you know, it's become father to son and son to son, son to son, son to son. Nobody write a book or some explanation. So this is the true explanation, I think. And later, you know, in that time here in the Hunza also there is no education. But the people say we are from Macedonia. We are from Macedonia.